Ej, Peo, што пеш тука? Ајде, здраво, добри луѓе. Ајде, помагајте. Ајде, волонтирам јас. Волонтирам за комуналец. Многу се валка бе ова низ градов, не знам шо е луѓе во ова работа бе. Колку чистам то појче извалкано, еј. И се главим за момок во комуналец, реков. Ајде да поможам и јас да му се најдам на луѓе, многу работа имате, многу се валка, така многу џубрина. Не може да повтаса. Не може да повтаса за гревота. Ама си кладов беле на глата бе, бат. Сите само ме лаче ме јада, сите ќе ме јада, а никако да дочистам. Како заврши наваму со чистењето, од другава страна па валкано бе мамата. Како толку се валка, ја не знам. Туку дај, земете, поможете малце, ова да го зачистам, па после одам долу на кај езерото и овие летниковците да ги поминам. Оти ако не ги поминам ја, кој? Овие од комуналец во градот имат многу работа. Таму уште појче се валка. Пред некој месец има едни дечки од Еко Свест, многу добри дечки бе тие. Бевме овде целото езеро го исчистивме со извидниците заедно, со јога друштвото, со многу друштва се собраме, се исчистиме. Се ќе видиме таму на чешмата, ја чистев, абе ништо немаше наоколу. Баш сега идам еко патрола, еко контрола, да видам дали е таму кој што требе. Наол, како толку малку народ да останаме, бе, гледај се то кондоми, влажни марамчиња од... А деца се помалку има. Ни бегат децата, тоа е маката. Многу работа, малку плата. Кој бе? Тера бе тие најлони тука да ги фрлате. Абе, ете златни канти бе. Златни канти, не знаете за што служат. Ај, бела работа. Бела работа со луѓе. Ај, заедно. Просторов бил уреден со финансиска поддршка од Европската Унија. Арно, ама кај се ти од Европската Унија да ни зачистат овде, бе? Немој џабе пари да фрлате, бе, гледај шубо место сте направиле, а ние ум неаме во глата да го чуваме, да го одржуваме. Па ја тука морам сега волонтерски да помагам за да биде чисто. Убо што се прави, ама убо и да се одржува мајката. Шо преш, Петро? Ај, здраво живо, Арно праме, бе. Втора смена работам. Прва сум комуналец, волонтирам. Втора смена во шумска контрола работам. Еве, читај овде. Малку не се чита убо од времето е ова останато уште Тито ко беше. Ама ваква шумска контрола вие немате видено. Што контролира? Па ништо не гледам, ништо не слушам и ништо никому не кажувам. Поарна контрола во животов немаш видено ти. Одавде. Знаеш колку дрва поминува? Сами одат, брат. И горат како суви дрва. Како пелети горат и поевтини се. Без пари. Арно, ама контролата не работи. И многу арно е. Шо ти кажам? Вака да биди стално, убо ќе биди. Да. И да умреш, малку да се спасиш, немаш гајле. Аха. Ајде ли е работа? О, бацај! Дај.
Stani, ajde, da te samo hvala, jel ti tako? Staj na pitu, tamo da... Извинете, ще ви упаѓам вака во муавето. Ама баш ќе ми биде драго да кажете нешто за акцијава, дали треба да се поддржат и да се множат вакви акции така за екологијата воопшто. Секако дека треба. Тоа јас канев луѓе дека најдобро време за садење дрво е пред 10 години, второ најдобро сега. Да дојдат и да насадат, бидејќи некои као трчаат по селечка, трчаат по... нема веќе шума. Знаеш, на времето не се гледало, усвари не се гледало тука домот, не се гледало манастирот, сега гледаш не само покривот, туку го гледаш и темелот. Затоа што нема дрва. Се извинувам, вие сте контрола, во контрола поминувате дали како се добро насадени или не? Умо накриво, сато накриво, дрвата накриво, таман сето си е накриво. Ако е право во прилеп не е кој што треба. Тоа е тоа. Право е кога е накриво. Право е кога е накриво, да. Така, добро е, супер е, сето е криво. Тоа гледаме планинава сега горе да посадиме, па за некоја година некој да ја запали за печурки берење и тоа е. Да врти циклус. Така, да врти пара. Да врти пара. А вие, добри? Супер, еве и ние да поддржиме, сега ќе насадиме и некој од овие поголемиве да го поддржиме со двете раце. Поголема поуго се поддржува, да, таман. Да поддржите, супер и ти фати некој поголема камера, мала. Не те собира. Не те собира. И еве, значи, акцијата е при крај, мотивирана од Димко Велески, поддржана од Екосвест, Златоврв и извидничкиот одред Феникс. Јас ќе поминам сега во една еко патрола да видам негде да нема најлончина, такви работи, се што е фрлено да дособериме, се посадија 500 садници и да се поддржат ваквите акции. Може не секој ден, ама барем еднаш неделно да се собираме и да средуваме колку што можеме повеќе и колку што можеме подобро. Ќе ми биде тешко ако го носам цел. Има ваму џубренце, може треба и со количка да се дојди. Јас мислев нема толку. Ама кој шо бара, ќе си најди. Бараш џубре, џубре ќе си најдиш. Сакаш да садиш дрва, ќе си најдиш. Ете го пејо, кај иде, полна му торба со ѓубриња. Хајде! Полна му торба со ѓубриња, еве, полно ѓубриња овде, а тие на земја ги фрлат, наместо да ги фрлат во ѓубрето. Ево ти така, бе, душко. Ево ти така, сега јас треба да фатам, а? Хајде, баба. Ај, прво вика нема канти. Сега има канти и нема кој да ги истреси, мајка. Шо е ова работа? Убаво пишува овде. Убаво пишува, не фрлај отпад. Ама кој знае да слуша?
Нема кој да слуша, како да нема душа. Крушата под круша паѓа и вегајќа право в срце, како нов љубовен пар. Не фрлај отпад, имај свест. А пее од време на време, ќе иди да ве подсетува и да прави еко-патрола. И кафе. И кафе си оставили да му се најди. И чорапи за зло време. Народе македонски, со вакви идеи си ти. Абе, доставеше, разбуди се, свести се, не спи ти. Еко свест ни треба, еколошка свест. Не знам дали сте слушнале дека Прилеп рециклирал најмногу отпад од цела Македонија. Значи Прилеп колку што рециклира отпад, сите други градови заедно, вклучително и Скопје, не успевале да рециклираат толку. Еа сега си вела мајката, чим ние сме први и најдобри во рециклирање отпад, мора да сме први и најдобри во создавање отпад. Еве гледај, кај да се свртиш, отпад колку сакаш. Само треба да се собери и да се рециклира. И нормално дека ќе имаме подобра животна средина и поубава еколошка свест за младината. Еве, драги прилепчани и прилепчанки и мали прилепчанчина, да видите, Пео го пратија в планина ѓубрето да го подсобери и еве го Пео кај иде со полни врејки ѓубренца. 2 врејки овде само кај чешмава, 1 вреќа собравме долу кај летниковците. И сакам само да ве поздравам и да ви порачам да си го збирате ѓубрето по себе, да си оставаме природата чиста, макар еден. Еве сега по нас иде едни луѓе и ѓубрето го фрлија во нашите торби. Значи, еден ако научи, доволно е. И да може рајат и водичка да се напијаме, и да се измијаме, и пак да не пречека природата иста, убава, како што ни била од секогаш од Бога даден. Oh.